Ете, ова беше видеото кое што сакав да го представам и да го покажам со вас, бидејќи едно време еден дел од мојот живот беше моја тајна, меѓутоа денеска со гордост ви ја представувам и својата лична приказна и не само мојата лична приказна, туку имаме и посебни гостинки со кои што ќе разработиме оваа тематика. Моето име е Николина Славковска, вечен трагач по прашањето дали акните ќе бидат наша сенка цел живот и дали ќе најдеме конечно решение за да можеме повторно да заблескаме со полн сијај. Моите денешни гостинки се доктор Весна Бришковска-Бушковски, специјалист дерматовентеролог во јавната здравствена установа 8 септември Скопје, и Анета Јованова, стручен соработник во Ларош Посе во Септима. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Фала на поканата. Сега знаете дека вечното прашање кое што се провлекува меѓу младите, а на наше изненадување и меѓу возрастните е темата со акни. Па доктор Весна, верувам дека една од почестите проблематики со кои што се соочувате или сретнувате во вашата секојдневна рутина или работа е се прашањата што се акните и кои се најчести ризик фактори за појава на акни. Точно, Лина, акните се во секој случај една од најчестите заболувања во нашата пракса. Бројките покажуваат дека дури 80% од популацијата помеѓу 11 и 30 години има некаква форма на акни. Очигледно не се животозагрозувачка состојба, меѓутоа представуваат еден долготраен и сериозен естетски проблем. Во однос на нивното настанување потребно е да настанат 4 фактори кои што практично помеѓу себе се надоврзуваат. Првиот фактор е зголемена или прекумерно лачење на себум од изводните канали на лојните жлезди, кој што преси се случува на местата каде што и најмногу ги има лојните жлезди. Тоа е лицето, горните партии на грбот, рамењата. Се појавуваат исто така и на во пределот, значи рековме на грбот, на рамењата и на Зашто не ме декнува? Тоа се најчестите места, тоа се местата каде што има лојни жлезди и тоа се местата каде што најмногу има акни. Овие причини, значи овој фактор за да настане е потребно да биде тригериран од хормоналните промени и затоа велиме дека акните најчесто се појавуваат во адолесценцијата, односно се асоцирани со промените на менструалните циклуси кај жените. Вториот фактор што се надоврзува е појава на хиперкератинизација или процес што представува запушување на изводните канали на овие жлезди заедно со прекумерното лачење на себум, кое што практично доведува до блокирање на физиолошката да се блокира физиолошката дренажа на кожата, односно на незините пори, и сето тоа крајно резултира со појава на едни нерамнини, кои што ги нарекуваме митесери или комедони, кои што практично ги нарекуваме во дерматолошки жаргон дека се мајка понатаму на сите акне промени, односно од нив понатаму започнува отварањето на Пандорината кутија. Третиот фактор, значи во оваа средина масна, богата со себум, имаме зголемување на количината една бактерија која што нормално живее во тие изводни канали. Порано ја викавме пропиони бактериум акнес, сега се вика кутибактериум акнес. И практично оваа бактерија почнува да лачи во ваква поволна за неа средина низа молекули, ензими кои што промовираат едно воспалување на овие изводни канали, што доведува крајно до прскање на овие лојни жлезди и формирање на воспалителни промени кои што едноставно ние ги гледаме како воспалени бронки, гнојници или онаа нивна најтешка форма на тврди болни акне цисти. Во однос на ризик факторите кажавме дека хормоните се со најголемо значење. Понатаму голем ризик фактор е и наследниот или генетиката. Студиите покажале дека практично оние тинеџери кои што имале родители со акне имаат и поголем ризик да имаат акне. Втори ризик фактор се употреба на најразлични лекови од типот на контрацептиви, од типот на антидепресиви, хормони. Понатаму има една состојба се нарекува акне козметика. Таа настанува како резултат на примена на неадаптирани медицински козметски продукти, кои што во основа се означени како комедоногени или како
полесно ги запушуваат порите на кожата и со тоа предизвикуваат акне. Третиот фактор може да биде и пушењето. Значи студиите покажуваат дека 40% од пушачите имаат акне наспроти оние кои што се непушачи. Во основа, следен ризик фактор може да биде и стресот, кој што очигледно е неизбежен. Студиите покажуваат дека тој не ги иницира акните, меѓутоа може да ги влоши. Значи, во услови на интензивен стрес може да настане влошување на акните. И еден ризик фактор кој што го привлече вниманието во последните години, а тоа се начините во исхраната. Тој концепт е се уште во еволуција, меѓутоа студиите покажуваат дека одредени типови на исхрана, пред се зашеќерена храна, значи храна со висок гликемиски индекс, може да ги влоши акните преку синтеза на еден хормон инсулин, кој што потоа индиректно го зголемува лачењето на себумот на лицето. И евентуално високата конзумација на млеко исто така позитивно корелира, односно е асоцирано со појавата на или влошувањето практично на акните. Доктор Весна, како дерматолог, кои се вашите препораки во однос на третман на кожа склона кон акни? Што е на што треба да се избегнува, да се внимава за да не се влоши самата состојба на акните? Во основа, прво што треба да потенцираме е дека секој пат кај пациенти со акне или лица кои што се склони кон акне, првиот преглед треба да го направи дерматолог. Значи, практично тој ќе постави точната диагноза и понатаму ќе направи еден терапевски план или протокол, кој што мора да се нагласи дека е специфичен и индивидуален за секого. Значи, не ги третираме ни акните исто кај сите. Практично, за да го направиме тој план, сите тоа зависи од какви акни има пациентот. Значи, колку се тешки неговите акни, секако неговата возраст и неговата општа здравствена состојба. Понатаму даваме препораки од два типа. Првиот тип се препораките во однос на терапијата и кои би биле неговите очекувања. И вториот тип на препораки се во однос на негата на кожата, односно што тој треба да избегнува за да не настане влошување на акните. Значи, во однос на првите препораки, секој пат им наложуваме на пациентите да бидат трпеливи во однос на оваа терапија. Зошто? Затоа што е потребно најмалку 6 до 8 недели да се видат првите подобрувања. Односно, најчесто пациентите ги прават првите грешки после првата или втората недела, не гледаат подобрување, па го прекинуваат третманот, парат второ мислење или започнуваат со нов третман. И второ што треба да се нагласи дека третманот е долготраен. Значи, лековите за акни практично не ги лекуваат акните, не се куративни, туку се супресивни. Значи, после откако ќе настане подобрување кај пациентот, треба да се продолжи со терапијата за да се оддржува тоа подобрување. Во однос на вторите препораки, во однос на негата на кожата, зашто често ги давам овие препораки. Секој пат терапијата за акни е доста, знае да биде некојаш и доста агресивна, па ја иритира, ја пресушува, ја дехидрира кожата, така да негата е особено значајна. Прво и основно што им сугерираме е дека не би требало пречесто да се мие лицето. Значи се знае, се мие лицето 2 пати на ден, саба или пред спиење, бидејќи дополнителните миења практично само ја пресушуваат кожата. Секој пат препорачуваме да се користи средство специјално развиено за акни, средство кое што практично благо ќе го исчисти лицето, значи без некој агресивно користење на некакви крпи или триење, значи само со јагодиците на прстите. Секој пат сугерираме да се користи средство со пеха блиско до кожата, значи помеѓу 5,5 до 7, дополнително да не се иритира истата. Понатаму секој пат препорачуваме да нема чепкање или стегање на акните. Да, особено од нестручни лица, бидејќи тоа понатаму може да провоцира и влошување на акните и дополнително појава на некои трајни последици од типот на лузни. Господја Анита, вие како представник од Ла Рош, што вие би советувале, а треба да се избегнува за влошување на состојбата на акните?
Секако, за да не дојде до влошување на состојбата на акните, треба да се користи медицинска дермокозметика која во својот состав не содржи парабени, бои, алкохоли, мириси и останати потенцијални алергени и иританси. Формулите на La Roche-Posay се хипоалергени, некомедогени и дерматолошки тестирани и сите производи во својот состав како основна компонента, односно како темел, ја содржат термалната изворска вода на La Roche-Posay од Франција, што е всушност богата со селен, кој знаеме е моќен антиоксиданс и заштитува кожата од оксидативен стрес и против старење. Термалната вода на La Roche-Posay истовремено всушност делува и антиоксидативно, антиинфламаторно, антииритативно и има смирувачко и епителизирачко дејство врз чувствителната кожа. Сега добро знаеме дека денеска секој знае да си го чепне малку своето лице и да примене нешто на себе кој што можеби и соодветно не ја знае својот тип на кожа. Кои се оние последици на несоодветно применување на третман за третманот на кожа што е склона кон акне? Па воопшто и самите акне, не само поради несоодветниот третман, воопшто оставаат одредени последици, секвели. Најчесто ги делиме во зависно од тоа колку се тие минливи, значи колку можат сами од себе да поминат или е потребна некаква терапија, но дел од нив може да бидат и трајни, остануваат до крајот на животот. Во основа една од најчестите компликации е појавата на една постинфламаторна еритема или црвенило на кожата, кое што останува на лицето и подолго време откако ќе се излечат акните. Битно е да им кажеме тогаш на пациентите дека тоа е една промена која што е транзиторна, значи ќе помине само од себе, е минлива и не е потребна никаква терапија за тоа. Вториот тип на компликација која што може да настане од чепкање е појавата на постинфламаторни хиперпигментации или појава на флекички на лицето, кои што секој пат нагласуваме дека се многу почести кај оние лица кои што имаат потемна боја на кожа или фототип 4 до 6, или евентуално не користат некаква заштита од сонце, често се изложени на сонце, така да склоноста ќе биде поголема. Сепак овие промени нагласуваме дека доколку се третираат, сепак поминуваат, може да останат и неколку недели, месеци, понекогаш и години, но ретко се трајни, ретко остануваат до крајот на животот. И една од најтешките компликации се секако лузните од акне. Тоа е една особено вознемирувачка последица, бидејќи не се само медицински проблем акните кои што ние лузните кои што ние и понатаму ги лечиме, туку представуваат, делуваат особено тешко и врз физичката и психичката и социјалната благосостојба на пациентот. И токму поради тоа секој пат нагласуваме дека првиот преглед го прави докторот, дерматолог. Понатаму веднаш почнуваме со третманот на акне, бидејќи оние акне кои што почнуваме навреме да ги третираме, практично за скоро време ќе ги ставиме акните под контрола и практично нема да постои можност, ќе се минимизира можноста да се формираат овие последици или компликации. Инаку секако ние од старт не можеме да предвидиме кој ќе има лузни од акне. Сепак искуството покажува дека тие се почести кај оние пациенти кои што имаат потешки форми на акне, воспалителни промени и слично. Така, јас можам да кажам дека сведочам на такво нешто и моето лице има поминато низ сите тие проблематики и нели мора да се најде решение на било која страна и да се обратиш. Меѓутоа мене велично ме интересира, верувам дека и оние кои што се соочуваат со истиот проблем, и дали La Roche-Posay има третман за третирање на лузните од акне. Како што кажа докторката, несомнено тоа е најтешкиот дефект на кожа. Значи La Roche-Posay секогаш посветена на дерматологијата и секогаш во соработка со дерматолозите, за таа проблематика го нуди првиот ултраконцентриран ефаклар серум, кој што ги третира неправилностите, односно лузните, после активната фаза на акне и што всушност е неговата улога. Неговиот состав, односно, тој има комбинација од 3 кератолитички киселини кои што ги таргетираат неправилностите, лузните и флеките,
Плюс дополнително ниацинамид кој што делува тука нели антиинфламаторно, односно има смирувачки ефект, секако во комбинација со термалната вода на La Roche-Posay, која што делува антиинфламаторно на самата кожа, како што и претходно истакнав, и со тоа се намалува црвенилото веќе на чувствителната кожа. Доктор Весна, дали вие верувате во денешната медицинска дермокозметика? Дали ние треба да веруваме исто така во неа? Во секој случај, ние како дерматолози, особено во последните 2 децении, сме сведоци на една револуција во областа на дермокозметиката. Тоа произлегува пред се од 2 причини. Првата е технолошкиот развој, а втората е и ние веќе многу повеќе имаме знаење во однос на нормалната физиологија на кожата и односно незината патологија или болестите. Така што ако првично козметиците биле развиени да го подобрат личниот изглед кој ќе се нанесат директно врз кожата, денешната дермокозметика практично има една нова улога во дерматологијата, тоа е директна поддршка во третманот на многу кожни фенотипови, меѓутоа и во третманот на отделни кожни заболувања. Кога зборувам за кожни фенотипови, мислам тип на кожа. Значи некои се суви, некои се мрсни, комбинирани, некои се склони кон алергии, сензитивни, склони кон црвенила. Така што тоа што најголем дел од луѓето не го знаат е дека денеска и во светски рамки и воопшто во Европа постојат строги и безбедносни регулативи кои што се користат за да се развие и тестира таа козметологија. Тоа значи користење на строго репродуктивни и научно издржани методологии кои што се споредуваат со тие кои што се користат во фармацијата, значи каде што прават лекови практично. Така што одговорот едноставно би бил да, бидејќи нашиот терапевски арсенал реално не може без дермокозметиката, односно ние ги со нашиот терапевски протокол секој пат даваме и вакви препарати кои што прво имаат улога да ја зголемат ефикасноста на нашиот лек, да ги спречат рецидивите, значи повторно да се врати болеста. И нашето искуство покажува дека секако ваквите препарати го подобруваат квалитетот на животот и воопшто го подобруваат психолошкото расположение кај сите нас. Секој човек кој што ќе се сретне со производите на La Roche-Posay, секако ќе се запраша себе си дали La Roche-Posay ги следи сите овие клинички испитувања и студии. Дали нешто има воведено во сето тоа? Секако. Производите на La Roche-Posay се подложени на строго клиничко тестирање во кој што се комбинираат ефикасноста и безбедноста на производите врз чувствителната кожа. Всушност, имаме спроведено над 750 клинички студии in vivo и in vitro и 30 години обсежно работиме со цел подобар живот, односно квалитет на чувствителната кожа. Ние ги нарекуваме тие life changeri производи, како што е тоа, например, life changer Effaclar Duo Plus кремата, која што ќе ја спомнеме во продолжение. Всушност, мисијата, би сакала да истакнам, на La Roche-Posay е да понуди дерматолошка нега што ќе го промени и подобри животот. И всушност, La Roche-Posay е првиот дерматолошки центар, морам да го напоменам тоа, во Европа, формиран во Франција во 1905 година. Кога веќе споменуваме бројки и некои факти и аргументи, мене ме интересира, верувам и останатите, кои се новите стратегии во однос на третманот на акните? Што е напоследно што ние не го знаеме? Има еден нов концепт во однос на зошто настануваат акните, кој што е особено актуелен во последната декада. Тоа е прашањето за микробиомот, односно како тој учествува во настанувањето на акне. Најпросто кажано, микробиомот е една комплексна заедница на микроорганизми кои што живеат практично на кожата и кои што и ја дава онаа заштитна улога која што има кожата од сите надворешни влијанија, меѓутоа истиот тој и го едуцира имуниот систем, значи ја дава и имунолошката улога на кожата. Тоа што е особено значаен принцип за микробиомот е дека колку е тој подиверзен, значи колку е тој поразличен, содржи повеќе различни микроорганизми, велиме дека тој го промовира здравјето на кожата.
Меѓутоа, во оние услови кога имаме нарушување на тој баланс или на таа рамнотежа, природна композиција на кожата, велиме дека настанало дисбиоза или состојба која што може да биде асоцирана со многу воспалителни болести. Така што истражувањата во овој правец покажале дека да, Кутибактериум акнес ни е позната, таа е една од оние бактерии кои што го иницира воспалувањето кај акните, но студиите покажале дека има еден нов фактор, една нова бактерија која што е од групата на стафилококи, кои што се јавуваат на површината на кожата. Во основа оваа бактерија едноставно ја нарушува кутената бариера, односно површината на кожата и го продлабочува во воспаление. Така што една од најновите тераписки стратегии би била токму насочена, односно да го таргетира микробиомот, значи да ја обнови, односно да ја одржува таа равнотежа. Колку Ларош е во чекор со новите стратегии за третман акне? Секако, со тоа најмногу се гордееме. Ларош Позе прв во светот ја препозна важноста на микробиомот и потребата да се почитува неговата рамнотежа. Всушност, како пионири во истражувањето, уште од 2011 година на таа тема имаме 19 клинички испитувања со 13 публикации од оваа област. Што е всушност нашето откритие, односно новата стратегија при третманот на акне? Новото откритие е супербактеријата Aqua Posae filiformis, кое што е, ќе напоменам исто како патентирана активна компонента на Ларош Позе дерматологија и кое што е составен дел од Ефаклар Дуо плюс кремата. Што прави всушност, како таа делува? Таа делува така што ја намалува пролиферацијата, како што спомна докторката, на Staphylococcus aureus, односно намалува воспалението и со тоа воспоставува баланс, односно ребаланс на микробиомот на кожата. Сега добро знаеме сите дека 2020 година беше година на пандемијата, меѓу другото и многу жени, многу дами се свртеа кон негата на својата кожа. И тука веќе се сретнавме со многу бројни производи на пазарот. Па доктор Весна би ве прашала кој е оној добар препарат за третман на акните, а потоа ќе се надоврзе госпоѓа Анета. Во основа, кога зборуваме за препарати за акни, значајни се истите да покријат два аспекти. Првиот е што таргетираат тие, значи онаа нивна терапевтска индикација, и вториот дел е колку тие практично ја негуваат кожата кај овие пациенти. Значи во основа на оние терапевтски таргети, еден препарат за акни би требало да ги таргетира сите оние фактори кои што ги спомнавме на почетокот, а кои што ги предизвикуваат акните. Значи, примерно делува себостатски, односно да го намалува лачењето на себом. Второ, да делува како комедонолитик или кератинолитик, значи да ги лесно отстранува површните мртви кератинизирани клетки од кожата. И трето, да делува бактерицидно. Значи, би требало да ги таргетира бактериите на кожата, односно во оние во изводните канали, а со тоа да го и супремира нивното иницирање на воспалувањето. И во однос на негата на кожата, значи еден добар препарат за акни би требало и добро да ја хидрира, значи да представува и добар моистерајзер, бидејќи спомнавме и претходно, самата терапија за акни често ја дехидрира и ја штетува кожата. И таа е понатаму склона кон нови акни, кон влошување, така да добро хидратантно средство практично ја редуцира трансепидермалната загуба на вода, а со тоа и ја намалува инфламацијата. И генерално би било идеално ако има и заштитен фактор. Така. Ларош Позе, препоставувам дека има своја линија која што ги третирам акните, кожа склона кон неправилности, впрочем, и на самиот видеобим ќе следи една рутина која што госпоѓа Анета ќе објасни, па повелете. Па вака, да. Тоа е нашата линија, со што исто најмногу се гордееме, Ефаклар линијата, која што ја третира масната кожа и кожата склона кон неправилности. На што се должи всушност ефикасноста при третменот со Ефаклар линијата? Се должи, како што претходно кажав, на супербактеријата Aqua Posae filiformis, како нова патентирана компонента од составот на Ефаклар производите, која што ја регулира пролиферацијата на Staphylococcus aureus и воспоставува ребаланс на микробиомот. Исто така, друга активна компонента, патентирана
од La Roche-Posay лабораторија е Процерат. Всушност Церамид 2 е тоа. Таа делува на намалување на степенот на пигментација на зафатените регии, односно делува на хиперпигментациите на чувствителната масна кожа. Останатите активни компоненти кои што имаат делотворно дејство, како што напомена докторката при третманот со акне, се липохидроксилната киселина и салицилната киселина, кои што делуваат како моќни кератолитички агенси, без при тоа да иритираат чувствителната кожа. Тука во составот го имаме дополнително и пироктиноламин, кој што знаеме има антибактериско дејство. Понатаму го имаме ниацинамидот за намалување на црвенилото, кој што делува исто и антиинфламаторно, и секако на крај е цинкот, кој што неговото дејство знаеме да се намали лачењето на себумот на површината на кожата. Доктор Весна го спомена заштитниот фактор. Добро знаеме дека во текот на летниот период е неизбежан. Меѓутоа, многумина се прашуваат зошто треба заштитен фактор во текот на зимскиот период. Што советувате вие? Познато е дека УВ зраците, особено УВА и воопшто високоенергетската видлива светлина, се присутни во текот на целата година, практично и лети и зима. И тоа се основните причини зашто кај сите луѓе препорачуваме фотозаштита или заштита од сонце во текот на целата година. Но кај овие пациенти, значи со акни, со кожа склона кон акни, неправилности, посебно е нагласуваме фотозаштитата од неколку причини. Првата причина е кај овие пациенти имаме примерно нарушена кожна бариера. Тоа значи дека таа ќе биде многу поподложна на оштетување од сонце. Второ, претходно ги кажавме оние хиперпигментации или флекички на кожата, кои што практично настануваат поради изложување на сонце во текот на целата година, а особено склоност имаат оние кои што имаат потемна боја на кожа. Значи, за да се превенираат овие флеки, треба да се користи постојано заштитен фактор. И кај овие пациенти често исто препорачуваме заштита од причина што голем дел од тераписките модалитети практично ја прават кожата фотосензитивна. Во примерна линија тоа се групата на ретиноиди или локални ретиноли, кои што ја прават кожата фотосензитивна, така што секој пат со овие типови на лекови даваме фотозаштита, или евентуално дел од овие пациенти почесто се подвргнуваат на некакви интервенции кои што исто ја прават кожата фотосензитивна, типот на хемиски пилинг или некаква ласерска процедура. Така што често препорачуваме средства кои што се специјално формулирани за акни и кои што би требало да имаат најмалку 30 заштитен фактор во текот на целата година. Така, верувам дека и во линијата на La Roche има еден производ кој што можете да го препорачате кога веќе зборуваме за заштитен фактор? Така, да. Од линијата на La Roche, односно од Ефаклар линијата, за таа намена ни Ефаклар Duo Plus со заштитен фактор 30. Што е неговата намена? Освен што делува таргетирано на неправилностите и на флеките, тој има заштитен фактор 30 дополнително во својот состав и патентирана XL Protect технологија, патентирана за La Roche-Posay. Што е всушност таа технологија? Таа технологија нуди широк спектар на заштита од УВА и УВБ долги зраци, инфрацрвено зрачење и многу актуелно во последно време, како и да е загадувањето од околината. Сега, за по-долго изложување на сонце, односно за појако сонце би рекла, од линијата на Антелиос, нашата сончева линија во наводници би рекла, ја нудиме Антелиос Oil Correct со заштитен фактор 50. Таа исто таргетирано делува на неправилностите, го регулира масниот сјај на кожата и всушност исто во својот состав има XL технологија, која што делува и на УВА заштита од УВА, УВБ долгите зраци, инфрацрвеното зрачење и загадувањето исто од околината. Антелиос во своите состави, цела линија сончева Антелиос со заштитен фактор, значи се нудат таму производи за различни типови на чувствителна кожа, нуди широк спектар на производи за различни типови на чувствителна кожа, како што реков, и всушност сите активни компоненти во производите се фотостабилни и
што дополнително имаат и XL Protect технологијата. Всушност Антелиос и Ла Рош-Позе како пионир во истражувањето лансира УВА заштита уште во 1986 година. И би сакало особено да нагласам дека во сите производи со заштита на Ла Рош-Позе се користат 100% органски филтри за заштита од сонце. Ова беа една богата лепиза од информации која што верувам дека секој од нас ќе си ги понесе со себе дома и при тоа ќе ги применува. Можеби сега дојде и највозбудливиот момент каде што ќе можеме да доделиме на некој од минути на некој од нашите присутни да постави прашање доколку постои таков човек, таква личност, нека се јави. Еве може за девојката. Прво, добар ден на сите. Добар ден. Јас сум Јаневска Билјана. Поздрав до сите дами кои што сте присутни на оваа конференција. Првенствено за почите цела организација на Убавина и здравје. Поздрав до Јована Стојменовиќ и до целиот тим, до Васко, до Александар, до тебе, Нина. Јас во однос на оваа тема за акне немам проблем конкретно, како мислите да чукнам во дрво до сега, не сум се соочила со ваков проблем, меѓутоа не се знае, со кошата нема играчки. Сакам да прашам, дали акните се наследни? Ова е прашање што не засега сите во моментов, тука бидејќи сме женски. Благодарам многу. Ти благодариме многу. Повелите? Во секој случај, да, генетските фактори или наследните се еден од ризик факторите. Како што кажавме, студиите потврдуваат дека тинеџерите имаат повисок ризик за развој на акне, доколку еден или двајцата родители имале акне. Така да, генетскиот фактор е секако пресуден. Можеме уште едно прашање ако имаме време, да, повели? Добар ден и од мене. Вака, моето прашање во однос на лузните од акни. Дали препорачувате користење на некои од вашите препарати за лузни предизвикани од варичела, секако во раната фаза, и од која возраст би можело најрано да се користи некој од препаратите? Благодарам. За таа намена би го препорачала Цикаплас Бауме. Тоа е must-have производ, би рекла, повеќе наменски балзам, што ја епителизира, ја спирува и штити чувствителната кожа и веќе иритираната, деформирана кожа, како што рековте, после варичелите. Тој сега дополнително во својот состав не е ребрендиран. Можеби имате забележано по аптеките на новите производи веќе стои дополнително 5+. Што значи тоа? Тоа значи дека во својот состав има пребиотик трибиом експлозивен на Ла Рош-Позе, кој што дополнително го заштитува микробиомот на кожата. Така да ви го препорачувам, а и доколку имам неколку тестери, ќе ви дадам слободно на штандот. Повелете после ова. Така, по оваа панел дискусија ќе имате можност да се запознаете и среднете со представниците од Ла Рош, а во меѓувреме ќе можеме да излечиме две добитнички кои што ќе се добијат подароци од линијата на Ла Рош. Едно јас, едно докторка. Ќе ви препуштам на вас, доктор Весна и господја Анета, повелете. Првиот добитник е Марија Танасковска. Марија Танасковска. Се надеваме дека имаш искуство со акниве за жал, за да можеш да ти помогне ова линија. Повели. Фала ти на тебе. Одиме сега господја Анета, вие да одберете. Кој е среќниот добитник? Среќниот добитник е Дијана Петровиќ. Дијана Петровиќ. Дијана Петровиќ. Дијана Петровиќ. Повеле Дијана. Денеска гледам уште еден подарок, значи две. Среќна. Со ова овде ќе ја заокружиме и оваа панел дискусија. Господја Весни, господја Анета, ви благодарам што бевте дел од оваа панел дискусија. Ми беше навистина драго што денеска собравме навистина богати информации. Исто и вам ви благодарам што бевте присутни на оваа панел дискусија. Имате време од 15 минути, 10 минути пауза, 5 минути пауза и се враќаме веднаш овде со третата панел дискусија.